Добре дојдовте во видео часот по предметот физика за 9 поделение, тема сили и движење, наставна единица Архимед и златната круна. Најнапред за животот и делото на Архимед. Архимед живеел во периодот од 287 до 212 година пред нашата ера и е старогрчки математичар, физичар и инженер. Иако малку се знае за неговиот живот, тој е еден од најпочитуваните водечки научници во класичната антика. Архимед е еден од трите епохални математичари и физичари покрај Исак Њутон и Алберт Ајнштајн. Архимед покрај откритијата во областа на математиката и геометријата, тој е и познат по дизајнирањето на иновативни машини. Ги поставил темелите на хидростатиката и го поставил принципот на лост, средство на кое се заснова механиката. Архимед бил изумител и на многу направи кои во негово време се користели во борбени цели. Кога во 214 година пред наша ера, римјаните го нападнале градот Сиракуза, опколувајќи го од копно и од море, бранителите на градот успеале да го задржат речиси цели 3 години, служејќи се со Архимедовите борбени направи. Негов пронајдок биле направите за фрлање камења, стрели и копја, познати како катапултови. Архимед успеал да создаде смртоносен зрак, кој од голема далечина можел да потпали брод, а и многу други направи кои можеле да потопат брод. Негова непозната изрека е следната: дајте ми потпирка и доволно долг лост и ќе ја поместам земјата. Архимед бил убиен од еден римски војник за време на обсадата и освојувањето на Сиракуза, додека бил задлабочен во своите геометриски фигури. По негово барање на надгробниот споменик бил изгравиран неговиот омилен математички доказ. Легендата за Архимед и златната круна. Еден ден кралот на Сиракуза, Хиерон, дал одредено количество злато на некој златар со цел златарот да му изработи круна. Откако златарот ја направил круната, кралот се посомневал дека круната не е целосно златна, односно дека златарот заменил дел од златото со сребро. Архимед бил многу добар пријател со кралот Хиерон и Хиерон побарал од Архимед да му каже дали во златната круна има и сребро. Архимед долго време го мачел овој проблем. Едно попладне отишол во градската бања на капење. При влегување во кадата полна со вода забележал дека нивото на водата се подига нагоре за толку за колку што тој се повеќе влегувал со своето тело. Овој факт веднаш го навел на помислата дека волуменот на истиснатата вода е еднаков на волуменот на потопеното тело. На тој начин открил како може да го измери волуменот на круната. Според легендата, Архимед веднаш излегол од купатилото и гол истрчал по улиците на Сиракуза, извикувајќи Еурека, Еурека. Еурека во превод значи пронајдов, изнајдов и од тогаш се употребува ширум светот кога некој најпосле ќе реши некаков проблем. Како Архимед го решил кралскиот проблем? Експериментот што го извел Архимед бил многу едноставен. Имено тој изел вага и на едниот таз од вагата ја поставил круната, а на другиот таз парче чисто злато со иста маса како и круната. Вагата била во рамнотежа. Потоа внимателно ја потопил вагата во вода. При тоа забележал дека под вода тасовите на вагата не се урамнотежени. Тасот на кој се наоѓало парчето од чисто злато бил понавален од тасот на кој се наоѓала круната. Тоа значило дека тежината на парчето злато е поголема од тежината на круната, односно круната не е изработена од чисто злато. Или пак постапил на следниот начин. Ја измерил масата на круната, зел грудка злато и грудка сребро со маса колку што е кралската круна.
ја спуштил круната во сад со вода и измерил за колку е подкренато нивото на водата. Истото го направил и со грутката злато. Ако круната била изработена од чисто злато, водата би се покренала до иста висина, но не било така. Архимед го измерил и среброто и утврдил колкав е точниот размер на овие два метали во круната. На тој начин Архимед го дефинирал законот кој во негова чест го носи името Архимедов закон. Секое тело потопено во течност губи од својата тежина во воздух, онолку кога што изнесува тежината на течноста што ја истиснува. Да го разгледаме Архимедовиот закон. На секое тело потопено во течност или газ му дејствува подкревна сила потисок или Архимедова сила, поголемина еднаква на големината на тежината на истиснатата течност од него. Односно, големината на потисокот е производ од густината на течноста, волуменот на потопениот дел од телото и земјиното забрзување. Големината на потисокот е еднаква на големината на тежината на истиснатата течност. Тежината, од друга страна, е производ од масата и земјиното забрзување, масата пак производ од густината и волуменот, и на крај се добива дека големината на потисокот представува производ од густината на течноста, волуменот на телото и земјиното забрзување. Од сликата може да забележиме, кога телото е во воздух, динамометарот покажува дека тоа тежи 4 њутни. Кога ќе се потопи, тогаш ќе истисне определено количество на вода. Кога телото е потопено, тогаш тежината му е 1 њутан. Значи, врз телото дејствува сила на потисок или Архимедова сила од 3 њутни, односно толку представува тежината на истиснатата течност од него. Интересно е да се знае. Средната густина на човечкото тело со воздух во белите дробови е помала од густината на водата. Поради тоа целосно не потонуваме во водата, односно доколку водата е погуста, односно е морска вода, нашето тело уште помалку ќе се потопи. Затоа може мирно да лежиме на површината на водата. Подморницата испливува на површината на водата и заронува со менување на својата средна густина. Кога незината средна густина е еднаква на густината на водата, таа плови под површината на водата. Кога треба да зарони подлабоко, внесува одредена количина вода во своите комори со цел да ја зголеми својата средна густина. Кога треба да исплива, таа испушта вода од коморите, намалувајќи ја својата густина. Прашање. Прашање прво. 3 јајца се во 3 чаши вода. Во едната чаша јајцето е потонато, во другата лебди, а во третата плива. Во која чаша водата е најсолена? Одговор, третата чаша. Затоа што потисокот е најголем во онаа чаша каде што густината е најголема, а тоа е третата чаша, односно во чашата каде што јајцето плива. Прашање второ. 2 различни тела со иста маса се потопени во иста течност, а 2 исти тела во течност со различна густина. Наблюдувај ги сликите и објасни ги описно. Значи, на првата слика се забележува дека лостот е во равнотежа, односно телата имаат иста маса, различен волумен. Кога ќе се потопат во вода, тогаш на двете тела му дејствува различна Архимедова сила, односно сила на потисок. Од сликата се гледа дека на парчето алуминиум му дејствува поголема сила на потисок, бидејќи има и поголем волумен. На третата слика е прикажано дека лостот е во равнотежа, односно двете тела се идентични, направени од исти материјал со исти волумен. Кога ќе се потопат во различни течности, тогаш силата на потисок е поголема во онаа течност што има поголема густина, а тоа е течноста во првата чаша. Тоа значи дека течноста
Во првата чаша има поголема густина од шпиритусот. Прашање трето. Тешкиот брод плива, а лесното клинче тоне. Како се објаснува тоа? Одговор. Покрај тоа што бродот е направен од железо, има и голем волумен што е исполнет со воздух. Така бродот се однесува како тело со густина помала од густината на водата и на него дејства сила на потисок поголема од тежината на бродот. Додека пак клинчето е со мал волумен и многу поголема густина од водата и затоа на него дејства сила на потисок помало од тежината и тоа потонува. Задача прва. Во вода е потопено парче железо со волумен 10 см кубни, пресмете колкава сила на потисок дејства врз него. Дадено е волуменот на телото, вредноста 10 кубни сантиметри треба да се претвори во кубни метри, густината на течноста и земјиното забрзување се бара силата на потисок. Решение се запишува формулата и се заменува вредноста на силата на потисок е 0,1 ньютон. Пример 2. Волуменот на телото е 0,05 метри кубни. Колкава сила му дејствува на телото во вода ако е потопено целото тело или ако е потопено петтина од волуменот на телото. Дадено волуменот на телото 0,05 метри кубни, густината, земјиното забрзување се бара потисокот. По формула се наоѓа дека силата на потисок има големина 500 ньутни. Ако е петтина од волуменот потопено, тогаш волуменот на потопениот дел ќе биде 0,01 кубен метар и ќе се најде дека силата на потисок е 100 ньутни. Задачата под Б може да се реши и ако силата на потисок се подели со 5, бидејќи петтина од телото е потопено. Трета задача. Тежината на метален свекник во вода е 2,4 ньутни, а во воздух 2,8 ньутни. Определи го волуменот на свекникот и густината на металот од кој е тој направен. Дадено. Тежината на свекникот во воздух 2,8 ньутни, тежината на свекникот во вода 2,4 ньутни, густината на водата, земјиното забрзување. Се бара волуменот и густината на материјалот од кој што е направен свекникот. Решение. Силата на потисок по големина представува разлика од големините на силите на тежината во воздух и тежината во вода. Односно, потисокот е 0,4 ньутни. Од друга страна, потисокот представува производ од густината на течноста, волуменот на телото и земјиното забрзување, па може волуменот да се најде како количник од силата на потисок и густината на течноста и земјиното забрзување. Односно, волуменот е 40 кубни сантиметри. Густината на материјалот од кој што е направен свекникот се наоѓа како количник од масата на свекникот и волуменот на свекникот. А масата ќе ја најдеме преку тежината на свекникот во воздух. Тежината на свекникот во воздух представува производ од масата и земјиното забрзување, па оттаму за масата добиваме дека е количник од тежината на свекникот во воздух и земјиното забрзување, со што добиваме дека масата на свекникот е 0,28 кг. Па оттаму се добива дека материјалот од кој што е направен свекникот има густина 7000 кг на кубен метар. За домашна работа ги предлагам следните прашања, задачи и активности. Прво, зошто лимот пропаѓа во вода, а лимената кутија не пропаѓа?
Второ, зошто балонот исполнет со топол воздух се крева во атмосферата? Трето, две исти призми од дрво, едната е ставена во вода, другата во масло. Дали потопените делови од призмите се исти? Зошто? Четврта задача, дрвен сплав во форма на квадар со должина 5 метри, ширина 250 см и дебелина 20 см плива во вода. Колкав максимален товар може да носи сплавот? Густината на дрвото е 800 кг на метар кубен, а густината на водата 1000 кг на кубен метар. И петта активност, дали ќе пливаат или тонат во вода следните предмети: гумена топка, плута, гума за бришење, штраф, прстен, камен, стаклена џамлија, дрвен молив, клуч, јајце, монета и мала свеќа. Прво предвиди, потоа истражи. Ви благодарам на вниманието.